Добре дојавте во уште едно издание на Лица и дела и овој пат од прекрасниот амбиент на ресторан Дада во Одевар Мало. Овој пат ќе зборуваме на една тема која што сите ние добро ја знаеме, ја чувствуваме, но јас би сакала да ви прикажам еден интересен начин како се сака својата татковина преку документирањето на села кои што се заборавени на некој начин, кои што станале во позадина во нашето општество, но сепак животот во нив понатаму се одвива активно колку што е возможно, а на таков начин својата татковина ја сака Зоран Костевски Шваца, кој што е уредник и водител на добро познатиот документарен серијал Заборавени, кој што сега зрачи од на ТВ Сонце. Посакувам добра ден на Зоран и благодарам што прифативте поканата да бидете повторно гостин во Лица и дела. Ви благодарам и што ме поканивте да бидам гостин пред себе вашата емисија Лица и дела и да му се заблагодарам и на собственикот на националната и сателитската телевизија Сонце, господинот Ѓорѓе Танасовски, што ете пред 10 дена се договоривме да овој документарен серијал Заборавени во продукција на Марио Филм редовно да оди на програмата и таму ќе ги имитуваме, стартуваме со нови епизоди за руралните региони во Македонија, природните убавини, заборавените села, цркви, манастири. Со еден збор продолжуваме таму каде што ќе го почнеме пред 27 години. Инаку, ете, малку би сакал да, како вовед, да кажам дека за нашите гледачи, како документарниот серијал Заборавени го доби името. Па некаде пред 16 години, кога работев во македонската телевизија, тогаш во тоа време се смени власта и секој чекаше повик да го прераспределат во програмата во кај што работе во телевизијата. Во тоа време главниот говорен уредник во документарната програма беше Љубе Цветановски, кој што ме повика и со овие зборови ми рече: од денеска, Зоране, ќе работиш овдека во документарната програма и ќе работиш за еден документарен серијал кој што го смисливме со Мишо Редков за нашите заборавени села и ми рече: само на тебе оставаме да го смислиш насловот, работен наслов на документарниот серијал. Пошто тој претходно ми спомна дека не ме заборавиле во телевизијата, јас веднаш му одговорив: нема потреба што да размислувам како да се вика серијалот, штом вие, господине Љубе Цветановски, не сте ме заборавиле, документарниот серијал нека се вика Заборавени. Одлично. Навистина интересна приказна. Според вас, денес нашето општество се држи ли до традицијата? Вие одите, посетувате места, документирате. Тука кажавте дека и снимате и за постари цркви, манастири кои што се навидум заборавени, меѓутоа си функционираат. Сметате ли дека ние и во религијата, и во начинот на живење, нашето општество целокупно се држиме до традицијата, затоа што на некој начин сите ние потекнуваме од селата по нашите предци? Значи вака едно, патувајќи по нашите заборавени убави македонски села, старите адети, обичаи, традиции се уште се негуваат, се негуваат пред се кај оние луѓе во по одмината возраст. Меѓутоа имаме ние села, иако под навод кажано заборавени, полек им се враќа животот, оние села кои што претежно живеат во, така да речам, рамничарскиот дел на Република Македонија. И кај помладите тие стари адети, обичаи се сочувуваат пред се, да речеме, на оние наши поголеми верски македонски православни христијански празници, тоа се Божик, за Великден, за, ајде да речам, за Илинден. Исто така тие традиции, адети, обичаи се негуваат и во самите летни селски слави во тие населени места и во оние куќни слави каде што
се негуваат со тоа што ќе ви илустрирам дека многу се радувам кога ќе видам дека повторно на заслугот на било која силска слава доаѓа свештеникот, попот, каде што се осветува панегијата, јас така нарекувам, се благослови славата и со благословот на свештеникот започнува заслугот на прославата и се разбира утрината во црквата со служението на таа утринска богослужба се собира цело село, доаѓаат и постари, доаѓаат и помлади. Многу ме радува тоа што на тие слави доаѓаат оние помлади генерации кои што иако денеска живеат во градовите, иако се родени во градовите, тие доаѓаат кај нивните предци, односно кај нивните роднини, односно кај нивните родители, за да да се видат, да прослават, но исто така тие стари адите обичаи да ги пренесат на нивните деца каде што живеат во градовите. Во однос на тоа, да кажате, претежно рамничарските села, но навистина овие што се заборавените села, дали таму сте сретнале таков начин на живење кој што наликува на некогашниот начин на живење, оние примитивни форми на работа, начин на работење, сочувани традиционални вредности во однос на да кажам како пример создавањето храна, одгледувањето храна. Затоа што денес со самата технологија придонесува се да биде осовременето и едноставно некои селски средини, рурални средини многу наликуваат на градските средини, нема некоја разлика, нема некоја во однос и на инфраструктурата, нема разлика во однос на градбите, нели сето тоа некако се изедначува. Со времејето си го носи своето, нели? Знаете што, многу ми се радува душата кога ќе посетам било кое, така да речам, заборавено село во руралните региони во Македонија, каде што се уште, иако денеска современата агромеханизација одамна го има заземено местото од оној стар начин на произведување на храна, се уште се среќава таму зевгар воловите се среќаваат и зевгар којните се среќава таму и самиот човек со мотиката, со дуријата по пилевски кажано, со гриблото да ја обработи тоа парче, да речеме, на обработливо земјиште и да посее и кромиче и лукче, да посее и пиперче, и кога дури кога ќе седнам со моите соговорници, со моите соселани, ќе ми речат: земи, напи се ова чашка ракија. Ова чашка ракија е природна, нема ништо, нема прскана, нема пестициди, нема ништо, или послужи се со мезенцето, со сиренцето, кравио, козио, овчко, или пак со патличинчината, со пеперчината лути, кој што вика ова овдека што е како што е насадено, така Господ ги има родено и така јас го конзумирам. Не се среќаваат никакви, да речеме, никаква употреба на оние пестициди кои што ги користиме. Кои што се штетни, лоши, многу влијаат лошо врз здравието, нели? Тоа е навистина широка тема за разговор. Јас еве како сум припадник на помлада генерација, меѓутоа јас сум многу голем противник, особено на што го донесоа кај нас веќе што се воведе генетски модифицирана храна. Тоа порано за нас беше една обична приказна која што не беше пласирана однадвор. Но како си поминува времето и сами можеме на трпезата да забележиме такви работи кои што сме ги купиле од супермаркет, и сметам дека на некој начин ние страдаме поради недостаток на вистинската, на правилната исхрана, и од тука произлегуваат и многу болести, ако во одреден момент ние не сме свесни. Јас ќе ве прекинам за момент да се надоврзам дека во здравиот живот, во здравиот начин на исхрана, во самата органска храна, се уште ние имаме наши сограѓани во Македонија кои што веќе одамна ги има заминато 9-та деценија од својот живот, и каде што ги прашувам на што тоа се должи, тој ми вели вака едно: јас Зоранет, кога сум роден,
на лекар не сум отишол. Не знам што е лекар. Па му велам како тоа да речеме некој ден ќе имаш потреба, настинка, грип, викаш се лекувам самиот. Како тоа? Од оваа нашава маријовска препеченица ракија, од ова моево сиренце, од моето винце, од сортата тајјанка така речено, кој што сакам да потенцирам дека таа е една единствена сорта на вино кој што и денеска виде во Македонија, каде што не сака прскање, не сака посебно негување, само едно ќе речам, ако она што Господ ќе го роди, тоа и ќе остани. Меѓутоа, ова едно да ви кажам, многу кога одам по овие наши села, кога ги посетувам, верувајте ми дека тие наши села имаат историја, богата историја. Секоја педа земја, секоја капка вода, секоја грудка која ќе фатите во вашата рака и ќе ја стиснете, таа е само историја, кој што таа историја е дел до наш македонски народ, само треба да се истражува, да се посети и тоа што ќе се дознае да им се пренеси на нашиве генерации, млади генерации, они што ќе доаѓаат за да дознаат дека ова парче земја кој што од памтивека се нарекува Македонија и овој народ кој што живее во ова парче земја од памтивека се нарекува македонски, има богата историја која што само треба да се надградува и да им се, како што реков, да им се пренеси на генерациите кои што живеат не само во Македонија, туку надвор, ширум овајчего на планетава земја. Иако релативно кусо време беше присутен на нашата литературна сцена, Стале Попов и остави на македонската литература импозантен опус и по обем, и по литературно-историски, и по уметнички вредности. Во времето кога се појави литературното дело на Стале Попов, немавме развиена литература, но се уште беше жива раскажувачката традиција, се раскажуваше и се пееше на секој чекор и по неразлични поводи. Нашиот човек живееше во светот на приказните, песните, сообичаите, магиите, клетвите, благословите, пословиците. Неговиот импозантен литерарен опус е тесно поврзан со Маријово. Во неговите дела е даден опис на маријовскиот живот, кој веќе не постои, дадена е атмосфера што веќе ја нема, податоци што имаат вредност на документи од минатото, на она село што веќе го нема, со сламени покриви или камени плочи по куќите, со аги бегови, со барут и чат, со попови, светци и прајѓури. Неговото дело е вечен монумент на Маријовското село од она време, кога луѓето и стоката живееа под еден покрив, одделени само со плот, та понекогаш, како што пишува на едно место во крпен живот, прасињата прескокнуваат и спијат во една постела со децата, да им биде топло и на едните и на другите.
Така Стале Попов, пишувајќи ги своите дела, ја напиша големата македонска книга на легендите и преданијата, на обичаите и магиите, на песните и ората, на тажалките и клетвите, на таговините и радосниците, големата македонска книга на долгите робства и непрестојни буни, и отпорот на непокорот, на победите и поразите, обебната книга на севкупниот македонски етнос, како што можеме да го наречам целокупното дело на Стале Попов, кој како за цело време да пишуваше една единствена книга, можеби една од најмакедонските книги, која има едно единствено име – Македонија. Интересира на што ставате најголем акцент во вашите емисии? Еве кога веќе навлеговме во темата подлабоко, на самата традиција или на проблемите со кои што се сочува средината, која што вие сте избрале за да ја документирате? Ако речем дека само на старата традиција, ако кажам дека само на историските податоци, научните преданија, да. Ако речем само на современите денешни проблеми, тогаш би направил еден мал пропуст под моје мислење. Сите тие фактори кои што го сочинуваат денешното живење се опфатени. Значи почнувајќи од самиот влез на селото, од географската местоположба, од бројот на населението, од тука, од оние устни преданија, кои што легенди, митови, кои што јас пак ќе речам сум многу ми се радува мојата душа кога некоја легенда ќе ја слушнам, кога некој мит за во тоа село ќе го слушнам. А ги има доста. Ги има доста. Особено Марко Цепенков како собирач, наш најпознат и најголем, нели? Замислете во тоа време, во такви услови, кога се патувало со денови, со месеци и кога немале диктафон да го снимат разговорот со информаторот. Еве јас како македонист, како стручно лице и како диалектолог на некој начин, замислете, тој собрал толку материјал кој што до ден денес се уште не е до крај истражен. И од таму се извлекуваат многу работи и за македонскиот јазик, и во областа особено на фразеологијата, каде што фразеологијата денес се смета се уште како една млада наука, а всушност фразеологијата го носи богатството на еден јазик. Во една реченица која што значи има своја форма, единствена форма, внатре е заклучена цела информација која што може да се искористи и како совет. И значи на многу начини и до ден денес, и гледам дека и помладите веќе обстанало тоа кај нив, но сметам дека ние како македонци, воопшто без разлика кој со што да се занимава, сметам дека треба да посветиме малку повеќе внимание на нашиот јазик и нашата култура, затоа што јас лично како македонка се разочарувам кога на интернет ќе побарам било каква информација во однос на македонскиот јазик. Дали мене ми треба во моментот или не е важно. Ете, сакам нешто да побарам, многу малку информација има, многу малку. Како ние ќе се одржиме, значи, сметам дека денес со технологијата не постои друг начин. Не постои. Кога можел Марко Цепенков да оди и да ја прошета цела Македонија, да собере толку приказни, преданија, клетви, благослови, поговорки, поуки, фразеологизми едноставно, тогаш ние со оваа технологија денес што треба да направиме? Вака да ви кажам едно. Нашиот македонски јазик е многу богат јазик, посебно во овие наши села кога патувам, оние архаични зборови, убави зборови. Дури јас и самиот се чудам кога ќе седнам така да речеме да поодморам и кога со далечинскиот управувач ќе прочитам низ телевизиските канали, гледајќи ги пред овие нашите македонски и се чудам, по навод кажано, толку имаме архаични зборови, толку имаме убави зборови
кои што не се употребуваат и верувајте ми понекогаш се подналутувам кога полека тие наши зборови одат не во заборава. Во пасивен. Да. Дури и овој ќе ви кажам по моје мислење. Јас сум одрасен човек, имам 55 години и се уште односно овие новите зборови кои што се употребуваат, не ги разбирам, па да не зборуваме за нашите деца, за нашите млади. И имате потреба од лексикон на странски зборови изрази, што не е лошо, че тоа не е проблем, меѓутоа во активен речник не треба да си ги имаме нашите зборови кои што нас не вие што спомнате за... Не да претеруваме, но да си го сочуваме, она што сме думали од секогаш. Она што вие спомнате за Марко Цепенков. Марко Цепенков, неговото дело е безценето дело. Неговото дело не може да изумри. Сите негови приказни, сите негови записи, кога и да ги препрочитувате, никогаш секогаш ве влечи повторно да влезете во тој текст, во таа приказна и во тие моменти да се чувствувате како дел од таа приказна, како да сте во играта на таа приказна. На многу жив начин тоа го доближил до читателот и тоа му успеало, што тоа во суштина не е лесна работа. Значи, со тоа се раѓаш, тоа е способност да се пренесе квалитетна една информација. Секој може да седне да пишува, но начинот на пренесување на информации да се привлече и да се задржи, што е најважно, вниманието на читателот, ете тоа го има ке Марко Цепенков. Значи, има записи, има она што го пишал, приказни, дали се приказни, преданија, легенди. Воопшто не ја расширува темата, не ја распленува. И во краток еден текст кажува се. И кога јас сум ги обработувала и сум ги читала, сметам дека со секое препрочитување наоѓаш некој нов аспект, некој нов совет. И верувајте, не се чувствувате само како дел од тоа, туку буквално секој може да се пронајде во неговите текстови. Дали со своите позитивни, дали со своите негативни страни. И на некаков начин да се коригира понатаму и да се насме самиот на себе си за некои работи кои што ги правил, а не требал. Во ред. Еве уште ова да го илустрирам ова баш сега што овој дел разговора го водиме. Кога станува збор за Марко Цепенков, јас имам дома една внука кој што има 13 години и односно 13 години и таа случајно ја имала во рака книгата на приказната за Силјан Штакот, што ја има напишено Марко Цепенков и ми вели: Чичо, каде е тоа село Мало Коњари? Ајде да отидеме до Малото Коњари да го видиме Силјан Штакот. Кој ми е поентата? Значи, на разборлив начин наш македонски, многу полесно, она мало дете ќе го пие она што ќе го прочита и ќе го запамети она што ќе го прочита и ќе го побара да го види тој сликовит опис на таа приказна. И отидовме во Малото Коњари, баш овој минатата година кога и штаковите дојдоа, ги виде гнездата на штаковите, ги виде и малите штакчиња кои што на тој начин и потомството ќе го обновува штакот. И сега да кажам дека пак ќе речам, потребно е во процесот на образование, ако ништо повеќе, барем во она основното, каде што освен правиот збор, правата буква што секој дете ќе го слушне, ќе го научи неговата родена мајка од родителите, барем во тоа основно образование да се вметни повеќе од ова книжевна историја што има македонскиот народ. Има напор. Ете, јас, поради тоа што студирав на Универзитет Гоце Делчев во Штип и на филолошки факултет, нели, македонски јазик и книжевност, ние на предметот во склоп на литература за деца, да не кажам детска литература, затоа што детска е нешто што не е сериозно, ама литература за деца. Ја обработувавме подолго време Силјан Штакот и
Силјан Штркот од една страна е литература за деца, но и литература за возрастни. Затоа што тука, нели самите знаете дека станува збор за еден вид магија. Кога Силјан Штркот се претвора од човек во птица, од птица во човек со волшебна вода, нели? Тоа него му е еден вид казна за неговите недела кои што тој ги правел дома и за да се научи да научи како да го цени тоа што го има, да копне по на вистинското, а не по она што е лажниот сјај на животот што ни го нуди средината надворот, која што можеме да научиме, но можеме, доколку сме наивни, многу да изгубиме. Верувате дека името Силјан, јас чув од еден мој професор за тоа што доста разговарам на теми кои што ме интересираат, и сега ќе го искористам и моментов, ќе ви одземам малку време, па и на гледачите да им представам, сигурно ги интересира. Верувате ли дека името Силјан постои само во Македонија? Да. И тоа е поврзано со месечината. Месечината која што има сребрена боја, на англиски е силк, и од тука произлегува името Силјан. Силјан. Барано е тоа име во светот каде на друго место постои. Освен во Македонија и само еден човек во Русија, кој што сигурно е заминат од овие простори. На друго место такво име ние нема. Јас би се надобрзал колевката на писменоста од овде. Спомнате дека името Силјан се наоѓа едно име во Русија. Тоа е доселени во тука таму. Колевката е од овде, писменоста е од овде, значи од Македонија, така да, значи едно би рекол некаде околу ајде да карикирам, некаде околу 200 милиони луѓе, можда и повеќе, значи зборуваат на писмото, на звуката македонска кој што Затоа се нарекуваме словенски народи. Да. Тоа е нормално. Тоа е нормално. Дури оба би додал дека кога се патува по селата, знаеш колку ми се радува душата кога нашиот архаичен јазик се негува. Говорите, наречието, да. Да. Современиот, стандардниот македонски јазик не може да постои. Значи, она што е општо прифатено се зема во стандардната јазична норма, другото останува. Добро, мене ме интересира да ве прашам зошто името на продукцијата чинаме Маријово филм. А посетувате и други села, други крајшта? Ќе ви кажам вака едно, патувајќи по низ руралните региони, селата, манастирите, црквите во Македонија, тоа го почнав пред 27 години, некаде пред 22 години отидов во Маријово, во селото Дуње, тогаш бев бејчар и се сретнав со мојата денешна сопруга што ја имам, и поради името, не поради таа што беше од таде, меѓутоа ми даде повод Маријово како област го зафаќа централниот дел на Македонија. Ако земиме Егејскиот, Пиринскиот и Вардарскиот, централниот дел на Македонија и го дадов името Маријово. Еден од најчистите краеви до денес во Македонија. Најчистите еколошки краишта, но ќе ви дадам еден податок дека во 1958 година Маријово го има најголемиот наталитет во Југославија, 25 промили. Значи, овој документ го имам прочитано врз научна основа, значи, најголемиот наталитет го имало во тој временски период. Што е интересен податок, ако денеска направиме една споредба, Маријово има 35 села во сите 3 дела и Маријово има уште 250 жители. Целосно, значи да, најмногобројно обитолиште, од тога Маково, Рапеш и другото кој еден, кој двајца, кој никаде. Лоша работа. Сметате ли дека ќе се одлучат денес луѓе со оглед на загадувањето? Секој ден на вести слушаме PM10 честички, загаден. Сметате ли дека ќе се решат конечно луѓе во вака од градска средина да преминат, миграцијава да дојде од град во село? Тоа е процес, како што беше процесот на миграцијата село-град пред едно 50 на години, и овој процес јас сметам дека веќе е започнат сообратен процес град-село, затоа што прво таму се враќаат постарите луѓе кои што пензионирани се и си ги обновуваат нивните родни огништа. Еве ќе напомнам во неколку села во Македонија, во Поречијето, во Крива Паланка, па ќе спомнам Маријово, па долу према Гевгелиско или према Демихисарско, покрај тоа што се отвораат, така да речам, тие
ригјани катанци, тие стари убави којчи со убава македонска селска архитектура, се радувам кога ќе сретнам и изградена ќе по некое нови, каде што еве ќе ви кажам дека во селото Браилово, Прилепско, бев за снимање за водици и таму има 25 дечина кои што обучилишето е полно. Во тоа село им останаа од тие стари беќери само тројца. Значи полека се враќа обратниот процес од град во село, но треба време. Треба време затоа што она што одминало треба да се врати, и дури и тоа едно би рекол, иако малку тешко оди тоа, но сепак ете државата се обидува полека таа инфраструктура да ја обновува, односно патишта, водовод, ќе мораме ние да создадиме. Не сме ние толку голема држава, територија огромна, па тоа да не може да се направи. Тоа е возможно. Меѓутоа, ова би го рекол. Може би ќе погрешам, нема да ми замера нашите гледачи. Под навод кажано, некој неќиме да се вратиме. Затоа што ќе ви дадам еден друг податок, патувајќи по овие села. Ние имаме преку 25.000 којки празни, од камени зидани. Да. Од камени зидани кои што и тоа сакам ова да го кажам, дека кога го имаш објектот, еве ќе ви дадам еден пример, бев во селото Близанско. Тоа веќе тоа село не постои, потопено, меѓутоа таа што е викенд населба, еден мој соселанец ми вика, ја вложив 15.000 евра, купив плац овдека, општината ми даде и направи викендица. И му рекол вака, едно го погледнав, 15.000 евра. И ме рече, што се чудиш, 15.000 евра. Ти видам со овие пари, имаш куќа во Рилево, на 2 спрата, градска куќа, можеше само да поминиш со 5-6 килограми вар, да ја варосаш и да уживаш. Да се дезинфицира. И да уживаш. Меѓутоа, така одбрал човекот. Да, еве, за моето село ќе ви кажам дека во моето село, овие што живеат во Прилеп, постојано се во селото и преку пролетниот, од пролет до Митроден, така речено, селото моје врие од народ, има некаде преку 300 души. Тоа е овај за пофалба, затоа што ако пред 30 години имаше 70 жители, денеска има постојано кои што живеат 200-250. Тоа е добар показател. Добар. Јас искрено лично, гледајќи со што се соочувам тука, јас би сакала да живеам во чиста еколошка средина, селска средина, без многу луѓе, каде што е мирно и да можам да си одгледувам производи, јас да знам дека се чисти, без пестициди. Еве јас животни не би сакала, не. Еве јас само да ги чувам, Јас се веќе напомнам на моето село, имам таму 5 хектари земја, може би малку чудно ќе им биде на нашите гледачи, јас се ја обработувам. Си сејам пченица, пченка, си сејам јачмен, од тука во дворното место, во градината, пиперче, лукче и не сум ретко ќе дојдам на пазар да купам овде, ретко. Меѓутоа, кога одам таму, и верувајте ми, 38 години живеам во Скопје, во Волково, али кога ќе отидам во моето родно село Рилево, во мојата родна куќа кај што сум се родил, нема поубаво. Нема поубаво. Јас си честитам за одлуката. Значи, да сме така сите, би било и поубаво и поздраво место за живење и нашата држава би била малку поинаква, меѓутоа. Дури јас на мојот син му велам вака, а и на мојата сопруга. Секој човек се раѓа и заминува. Кога ќе дојде времето, јас да го напуштам овој свет, ќе ме однесите во моето родно место. На шега ме прашуваат зошто. И велам вака едно. Сите мои предци се таму. Мојот татко и мојата почиваат, мајка почиваат во Рилево. Ако ништо повеќе, ќе отидам да им запалам свеќа. А кога ќе им запалам свеќа, ќе влезам во дворот. Ќе влезам во куќата. Така велам на мојот син, велам, твоите деца ќе дојдат, но велам, ќе мораме ова да го сочуваме, што е останато, затоа што ако го оставиме да пропадне, готово е, што се вели. Така се губи традицијата. Еве, за самиот крај, поради тоа што имаме навистина пријатен разговор и мислам дека многу информации имаше нови
гледачите допреа до нив сигурно. Каква порака би извлекле вие од целиот овој разговор, еве да нашите ценети гледачи за крај? Вака едно би рекол. Почитувани мои соселани, каде и да се наоѓате вие, било во големите урбани градски центри во Македонија, било надвор наша убава држава Македонија, во Австралија, Канада, Америка, Европа, дојдете во вашите села, вратете се во вашите села, отворете ги за граѓаните катанци, распламтете ги ја пузата, значи огнот, влезете во вашите родни куќи, затоа што викјат моите соселани, убаво место од родниот крај нема никаде. Затоа што убаво место од татковината, каде што се родиле нашите предци, пред се наша мојата држава Македонија, нема убава никаде. Да, треба сите да го знаеме. Оној што бил некогаш и надвор од државата, тоа го има почувствувано. Уште еднаш само еве една мала најава да направите и во нашата емисија. Кога оди вашата емисија на ТВ Сонце за гледачите кои што еве мислам дека не споменавте, точно, значи уште еднаш кога можат да ве гледат со вашата емисија? Уште еднаш овој голема благодарност на собственикот на националната и сателитска телевизија Сонце, господинот Ѓорѓе Атанасовски, каде што емисиите се емитуваат на оваа програма, значи на продукцијата Маријево филм, премиерно одат секоја сабота во 17:25 минути за нашите иселеници во 3 часот наутро, репризно за нашите гледачи оди во недела во 13:30, понеделник 13:30 и според потребите на програмската шема на телевизијата ТВ Сонце. Токму така. Зоран, ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во нашата емисија. Повторно, поради тоа што е неисцрпна тема, наредна прилика повторно ве покануваме еве сега јавно, повторно да ни учествувате, да се поразговараме и да се потрудиме на некој начин да ја сочуваме традицијата. Како по стар обичај, кога тргнувам на пат низ заборавените македонски села, како што вели народот, ќе нисувам рано, ношно рано, а вообичаено мој сопатник со мали скучуци е мојот верен другар, пријател, сопатник, рускиот олдтаймер, джипот од марката КамАЗ. Пред да тргнеме за селото Соич, мојот помлад домаќин Слободан Канзуловски ме замоли тој да го вози мојот стар олдтаймер, рускиот КамАЗ, затоа што одамна имал желба да има ваква машина, поотблизу да се запознае со ова марка на руски теренци, да го почувствува брмчењето на моторот, самиот да се увери во она што неколкумина негови врсници му говореле дека руските теренци не само што се најдобри од оваа класа на возила, туку да се увери дали навистина е точна нивната констатација, ако му туриш нафта и на нафта ќе оди, тури му вода и на вода ќе оди, а јас да си ја зимам камерата во својата рака и да си ја гледам мојата работа, а тој неговата шоферска. Благодарам и вам што со нас сте секоја сабота и што не следите. Продолжите да не следите и понатаму. Јас ви ветувам интересни теми од кои што ќе научите многу информации. Посакувам се најдобро и довидување до наредната среда.